Добре ден во студио, Саша Ордановски, новинар, политички аналитичар. Добре нашол. Реакциите се поделени, ноќеска се подпиша договор. Значи реакциите велам се поделени заради тоа што некои аплаудираат, му аплаудираат на Груевски, вела дека ова голем успех, голема победа, извојувал она што цело време го посакуваше практично 3 месеци претходно да замине од премиерската фотелја. Некои пак сметаат дека е ова успех на Заев, значи различни се мислењата, дебакл и победа, зависно од тоа која партија или приврзаници гледаат на ова. Дали ова вин-вин ситуација според вас? Македонија не може да има вин-вин ситуација. Нашата состојба е така критична и толку комплицирана, што овдека нема чисти решенија, не може да има ни чисти победи, ни чисти губења. Како ја што го гледам договорот, тој е сепак само две странички, успеав да го прочитам и не е веќе тешко да се најде и така натаму. Ова е уште еден исчекор по мене во заминувањето на Груевски од власта. И неговите најважни луѓе се разбира. Мислам дека со овој договор Груевски е веќе во фаза што американците викаат outgoing. И мислам дека него веќе и странците кои што го посредувале овој договор го квалификуваат како човек кој што е во outgoing, заминување од политиката, не само од власта. А минувано од странскиот фактор. И странскиот фактор беше одлучувачки да се стави подпис. Не би се чини дека премногу притиска за ставање на подпис, особено кај Заев, кај лидерот на СДСМ, кој велеше дека бара оставка веднаш. Велеше дека има неколку барања кои не се испорачани, не може да ги видиме во овој подпишен договор. Видете, за она што гледам по социјалните мрежи, реакциите, коментарите се дека е недопустиво да се постави подпис, например, нов премиер номиниран токму од ВМРО ДПМН. Слушайте, ние за деталите околу тоа што се случувало овие месеци во преговорите, бидејќи ова е една завршна рунда, ќе дознаеме еден ден од мемуарите на тие што учествуваа во тоа. Јасно е дека се тоа многу валкани преговори, може би сите преговори политички кога треба вадите земја од криза се такви. Јас лично не сум задоволен, особено од Европската комисија, во смисла на тоа што она мислам дека си дозволи, иако видите, они де факто се шокираа од бомбите на Заев. Се шокира Европската комисија, Брисел се шокираше кога ја слушна содржината за тоа што се разговараат нашите властодржци. Јас тоа го знам, бидејќи имам познаници и пријатели во Брисел, они беа стаписани. Они знаат дека Македонија некако ја третира како земја која што помалку или повеќе главните проблеми се завршени, останува според со името и од тука натаму со сите злоупотреби ја третира како еден вид на земја која што оди напред. Кога се отвори целата Пандорина кутија, кога беа спротиставени со се ова што го објави Заев, а има работи кои не се објавени, а им се дадени новите, луѓето останаа шокирани. Како резултат на тој шок, сега се обидуваат во целата регионална, па и ако сакате континентална ситуација, да издействуваат некаков процес, каков таков, за да ова не крахира во тотален конфликт. Бидејќи видите, Македонија е една длабоко разделена земја и на политичка и на етничка линија, и они навистина седејќи од страна гледаат со други очи кон драмите кои овдека може да се случат. Затоа мислам дека притиска и кон двете страни. Може би фактот што другата страна е пропагандно многу повалкана и поподготвена, бидејќи контролира се, тоа е една војска која што апсолутно се е под команда. Инсталирана секаде се разбира. Па од таму не слушнавме детали, иначе ние деталите што ги знаеме, ја што ги знам, се исто така многу непријатни за. На Груевски не му помина едно од главните барања, амнестијата. Тој до вчера тоа го барал како клучно барање. Велите дека тајен договор нема со странците и со Заев? Видите, јас за тајни договори не знам. Ако ги има, тогаш ги знаат тие што тајно ги правеле, па не би биле тајни ако. Но добро, странците знаат. Но јавно амнестијата не е прифатена. Бидејќи мислам дека Груевски нудел се само да важи амнестијата. Поцени да се замине утре. Вие пишувате постојано, се разбира, колумни, еден од највлијателните opinion makeri сте. И затоа, и ве прашувам заради тоа. Една од вашите идеи всушност беше дека Заев треба да стане од преговарачката позиција, од столчето и да си замине. Тресна на масата и рече не прифаќам. Јас мислам дека на крајот на краиштата Заев ова не го испреговара лошо. Имајќи ги предвид сите околности кои што се случуваат овие работи. Мислите на притисоците кои ги
добиваше. Не само тоа, туку видите, он лично е притиснат, партијата е притисната, македонската демократска јавност е притисната. И тоа не е тоа притисок кој што е политички со некакви, тоа се закани најбезобразни, конкретни, некои од нив спроведени. Човекот, говорам за апсења, говорам за монтирани случаи, говорам за физички напади, палење на коли, сообраќајки и така натаму. Ја стави на коцка собствениот животин и собственото семејство. Поширокото собствено семејство. Човекот не е безкорен. Човекот доаѓа од едно етаблирано семејство со јасна традиција, со долг бизнис и така натаму. Од друга страна ги имате овие кои што се, како да кажем, ако не се министри и премиери, што ќе бидат они во животот? Груевски влезе од шалтерски работник во министерска фотелја. И тој, ако утре престане да биде политичар на највисоки функции, што професија има Груевски? Груевски ќе биде уште еден дипломиран економист од Прилепскиот економски факултет. Мислам, сакам да ви кажам така што грчевитото бранење на она што на нив се им значи. Вие ќе видите, реално половина од овие луѓе што гледаме се nobodies. Тоа се луѓе кои што од никаде станале нешто, ајде да не спомнувам имиња, ги знаем, не го кажам во навредлив контекст. Тие знаат дека се nobodies, тие знаат дека се никој ништо, дека станале нешто заради Груевски. И сега тешко е тоа да должат нему и токму заради тоа имаме. Во тој контекст мислам дека Заев со мачни преговори, долги преговори, со едни валкани, бидејќи видите Хан се испостави како човек кој ми се чини дури од страна гледано не беше најобјективен во целата таа работа. Добар дел, видите, проблемот е што Европската комисија, особено делегацијата во Скопје, е дел од проблемот. Значи, ние допрва ќе слушаме, можеби на лентите има и некои работи кои што се однесуваат и на тоа кој се од Европската комисија е замешан во. Ставревски говореше за корумпирани евродипломати, што не се... не може да не зачудува, на Балканов се изнагледа. Не се дозна на што токму мисли. Ајде да одиме со јавниот обвинител. Јавниот обвинител ќе има потполна целосна автономија да ја води, да ги води односно во множина истрагите кои се однесуваат на комуникациите, пресретнувањето. Поточно, ако се мисли доколку се избере добар јавен обвинител, што може да стори еден добар јавен обвинител? Може да го приведе премиерот Груевски за 15 дена по почеток на сам не може да работи. Ако имаме, се извинувам, ако имаме министер за внатрешни работи со номинација од ВМРО ДПМН, така стои во договорот. И имаме вето на министерот за внатрешни работи го именува опозиција. Се извинувам, deputy министер, заменик министер имаме од ВМРО ДПМН. Тој има право да стави вето, додека од на СДСМ ја добива таа фотелја. Слушайте, по новиот закон, улогата на обвинителот, што сега инаку го гледаме во пракса, е исклучително влијателна, заштитена и водечка во расчистувањето на криминалите. Полицијата е само сервис. Да, кај на сега тоа така не функционира, бидејќи полицијата се уште особено тајната служба. Тој сервис, ако стави од ВМРО ДПМН тој сервис, како што го нарекувате, заменикот ако стави вето на министерот за внатрешни на СДСМ? Чекайте, видите. Истрагата што ќе ја води тој јавен обвинител кој да е, не е прашање на вето. Добро? Не е. Значи јавниот обвинител, слушайте, не ме прашувајте. Ќе даде налог на МВР. МВР е тој што истражува. Јас не мислам дека ние од утре со нов специјален јавен обвинител ќе станеме правна држава. Но сакам да ви кажам дека драматично ќе се менуваат работите. Ако е тоа човек кој што има професионален интегритет и желба да навистина расчисти со сите кредибилен и квалификуван. Кредибилен се разбира, и личен и професионален интегритет, тој може многу да направи. Така што да оставиме да видиме што ќе се случува. А тоа дека еден човек, ако очекуваме дека ќе ни ја среди оваа кашканица, која што е огромна. Затоа што ве прашам, затоа што велите и претходно кажавте. Како, гледате, ова е почеток на расплетот. И мора така да се третира. Значи, ние сега и ниту вие, ниту јас, што сега треба да престанеме да се занимаваме со македонската реалност, бидејќи е постигнат договор. Па јас очекувам дека ќе си продолжат протести, дека ќе си продолжат пишувања, анализи, истражувачко новинарство, па ние допрва ќе откриваме криминали. Јавниот обвинител специјален ќе си, видите, тој специјален јавен обвинител може и јавниот обвинител да го стави на дневен ред. Јавниот обвинител по закон е било кој, е недопирлив. Тој може да отвори случај и против седечкиот јавен, кој ќе остане на фотелјата. Ма видите, Зврглевски по закон не може ништо нему да му се меша. А овој може во своите истраги и мислам дека има и основа за тоа. Ама има и основа за тоа. Така што сакам да ви кажам, сега кои ќе почнат да доаѓаат, не се само докази во прашање. Па знаете ли колку специјални сведоци ќе има заштитени?
Особено сега кој ќе почне ова, како да кажем, расточување на режимот. Што би рекол Сашо Мјалков, каменот од блиску? Не само од блиску, видите, тука реално има луѓе кои знаат многу, а дури кои немаат никакви, не добиле привилегии од сето ова. Таму има неколку мина кои што станаа милионери и милиардери. Па има луѓе кои што работат за плата, кои што добро биле вработени и така натаму, но кои што кога ќе им падне сосема стравот, ќе има луѓе кои доброволно ќе се јавуваат со доказ. Како ќе падне стравот ако имаме номинација, односно именување на министри од СДСМ, замениците министри ќе ставаат вето, оние од ВМРО-ДПМН, инсталација, претходно сам кажавте, на целата мрежа, на сите институции, оној клиентелизам за кој говориме веќе со години, администрација, медиуми, пропагандна машинерија од секаков вид. Значи, две работи. Прво, де факто во последната година дена, особено во последните 6 месеци, стравото во јавноста е драматично намалено. И мислам дека тоа не е спор. Многу луѓе се охрабрија, на многу луѓе им стана јасно, кога велам многу, мислам на стотици илјади луѓе. Значи, ја не велам дека тие луѓе или некој од нив, дури може повеќето од нив, да сега се храбри на ниво да излезат и да не знам што од нив. Бесплатно некој од нив би правеле. Сакам да кажам дека повеќе Македонија во смисла на стравот не е истото општество и покрај напорите на оваа влада токму тоа да го направи со ескалација на насилство, со притисоци и така натаму, не е истото општество како пред година дена. Второ, видите, ова што е подпишано како некаква организациона влада, една измислица која што се разбира нема никаква смисла во самото себе, бидејќи е измислица, мислам дека таа не е направена и договорена на начин за да она ги реши клучните проблеми на Македонија за идните 100 години. Она е само тука поставена и ќе има во тоа многу проблеми да го испорача, да направи колку толку избалансирани односи до изборите. Груевски мора и ќе си падне на изборите доколку ги дочека изборите. Бидејќи јас и понатаму велам дека е можно Груевски во април воопшто од самиот тој да не учествува. Предвидувате дека овој специјален обвинител? Не, мислам само на обвинителот, мислам и на ВМРО-ДПМН како партија. Мислам дека таму без разлика на се што се случува и проценките надвор и така натаму, постојат процеси кои што едва и чекаат Груевски да замине од партијата исто така. Кога велите стравот не е искако пред една година, ја имате ли на ум анкетата на ИРИ која вели дека сепак рейтингот на ВМРО-ДПМН? Рейтингот на ВМРО-ДПМН е очаен. Е очаен, погледнете ги цифрите. Што е тоа голем? 20%. Па ива тоа се најниските рейтинзи кои можете на Груевски и на Заев. Груевски вакви им се рейтинзите. До сепак е многу поголем. Во која смисла поголем? Во бедата, во очајот. Слушайте да ви кажам, прво гледайте генерално во ваква абнормална ситуација во која што се наоѓа јавноста во Македонија. На анкетите треба со голема резерва да ми се приде. Ајде да не цитирам се сите анализи. 42% се неопределени, ако се сеќавам. Над 50% се кои ќе видите, не знам, не сакам, не знам што да мислам, над 50%. Второ, не резултат ли на стравот? Јас се бавам со тие анкети со години. Видите, кои ќе ги видите одговорите на тие што се определиле. Ви имате една значајна количина луѓе која лаже. Лаже во корист на власта, лаже на штета на опозицијата. Ние сме ги правиле паралелите. Ако ги споредите анкетите пред изборите минати и потоа што велат луѓето за кого гласале после изборите, кога се знае точно колку гласале, ќе видите дека има едно растење на власта, бидејќи знаете како анкетираните сакаат да одат со оној што е предпоставен дека им влева страв. Дури не е важно дали е конкретно, дали они викаат он гласал за СДСМ или за ВМРО, победило ВМРО, иако гласал за кој ќе го прашате после изборите, да, за ВМРО гласав. Да. И тоа се, пазите, ја ви говорам не за статистички аномалии, ви говорам за проценти кои што се воочливи, 10-20% и така да. Значи, да заклучам да не мислите дека ја мислам дека СДСМ има поголем углед од ВМРО. Значи, таа анкета не е неточна на ниво на може да собирање. Но нерелевантна. Таа е нерелевантна пошто е правена во една потполно нередовна ситуација. Да, инаку, ако ги видите потоа другите одговори во анкетата кои се објавија деновиве, таа анкета е многу лоша анкетата за власт на граѓаните. И тука, знаете како тоа во социологијата, како што знаете се нарекува пондерирање, потоа тука доаѓаат експертските проценки што значат одговорите. Сакам да ви кажам дека за власт која што владее со една земја и која добива 20% поддршка, тоа е очајна поддршка во јавноста. Ајде околу МТ. Да ви кажам, во Грција беа поголеми цифрите. Во Грција, која што е земја пред распад и која нема друга, таму се погледа. Како да кажам, најниските рейтинзи во нормалните западни политики се околу 30%.
Најниските, значи историски кои ќе паднат на 30, 32, 34 насто, се фаќаат за глава, замислите Оланд нема поддршка. Не знам, Обама катастрофален рейтинг од 37 насто. Да. Па нашиот премиер, како да кажем, ако не слажам, од 10 души, 8,5 луѓе викаат дека е лош премиер. 8,5 луѓе. Огромен дел од нив можеби не да слушнале за Заев, ако судиме според пропагандистичката машинерија која со скоро една деценија владае. Има неколку реакции сепак останува дека МТВ останува во рацете на јавниот сервис, во рацете на власта, антикорупцијска, Агенцијата за аудиовизуелни услуги, Бирото за јавни набавки и слични оние институции и агенции. Мојата проценка е дека независни. сето тоа ќе падне. Јас мислам дека во наредните месеци, дока и септември, октомври, ние ќе видиме промени во сите тие институции. И тие ќе дојдат кај резултат сега, затоа велам дека е многу важно како ќе се постави самата меѓународна заедница во однос на овој и на претходниот договор. Значи, јасно е дека сите тие институции ќе бидат во ситуација да морат на нов начин да се постават. Постојат мислења дека меѓународната, односно странските фактори треба да бидат оние кои постојано ќе мониторираат, ќе надгледуваат, дека цела армија на стручњаци, експерти треба да дојде. Па слушайте, за жал кога имате држава во која што е разорен институционалниот систем, тогаш таа патерица ви е неопходна за каква такво надгледување. Мислам, странците кога се освестија па го испратија прибе со своите експерти. Знаете како изгледале разговорите на експертите со представници македонските институции? Па тоа било срамно да се слуша. Експерти викале, престанете да не лажете. Ова се што ни зборите е лага, знаеме дека не е така. И кога, сакам да кажам, кога ќе се фатат здраво да ги погледаат ситуацијата, они произведуваат добри заклучоци. Извештајот на Прибе е можеби најважниот документ што го добила Македонија во последните 25 години од Европската комисија. Дали овој договор, следното прашање, е благодарејќи на Викторија Нуланд, славната Викторија Нуланд? Па ја мислам дека клучно за ова магично стапче влезе и не знам дали е магично растера стапчето, сите илузии дека дека невозможно да падне Груевски. По принцип улогата на американците на Балканот е одлучувачка. Да. Историјата покажува. Сигурно, затоа што видите, не е тоа само што зборила Нуланд за време на средбата. Знаете, Нуланд не доаѓа во Македонија ако претходно не се некои работи. Така што се работи за еден процес кој што резултираше со оставки на блиски луѓе на Груевски, кој што резултираше со неколку јавни настапи на Груевски, не го забравете неговото антипутиновско интервју, како директна реакција на барање да се расчисти на која страна на светската политика стои Груевски. Без разлика кога он искрен, ја мислам дека он лаже. Без разлика дали на порталот. Он лаже, мислам, не, го дава, но сепак тоа е резултат на тоа. Потоа стопирани се разноразни други политики за кои јавноста не знае, а кои што се водени во одредени насоки, кои што не се совпаѓаат со евроатлантските ориентации на Македонија. Сакам да ви кажам, за да дојдеме до доаѓањето на Нуланд во Скопје. Мене ако ме прашате, не ги знам деталите, не знам што точно таму се случувало и така натаму, но од познавањето на како тоа оди во некаква пракса и теорија сите овие децении зад мене, мислам дека тоа беше клучното појавување во вистински момент. Има информации дека Нуланд директно се јавувала за време на преговорите на Хан и сакала да знае докаде течат преговорите. Што е право и сегашниот американски амбасадор е поинаков од некои претходни амбасадори и он покажува капацитет и желба да разговара со вистинско име да ги именува работите. Да. Ние имавме неколку дипломатски решенија претходно американски кои што во со најблаг речник би можеле да се третираат како проблематични. Добро, но на Бели и на останатите странски фактори им помогна бомбите на Заев. Неспорно е тоа. Слушайте, бомбите... Кумановскиот инцидент исто така беше голема помош за жал. Па ја не го третирам тоа како помош, ја го третирам тоа како како една фаза од болеста на овој режим во Македонија. Значи, Кумановскиот инцидент е резултат на таа траума низ која ние поминуваме. Јас мислам за Кумановскиот инцидент ќе дојде време, како што ќе дојде време и за истерувањето на пратениците 2012 од декември од парламентот за специјални истраги. Тоа се дела кои не застаруваат. Голем Чавков дава изјава, министерот за внатрешни работи, дека немало потреба од водење истрага. Тој не разбира дека тој ќе биде предмет на истрагата. Дека нема он да води истрагата, бидејќи он командуваше со единиците. Гордана Јанкуловска не е завршена приказката со тоа што она си се повлекла во становите што ги има таму до МВР у зградата. Па таа ќе биде предмет на низа истраги.
не затоа што некој сака да се одмаздува, туку затоа што напросто тоа ќе мора да се расчистува. Знаете како, Кумановскиот инцидент имаше големи регионални импликации. За прв пат после низа години две соседни земји активираа своји армии на границите. И ги распоредија на границите. Да. Вие мислите дека такви, како да кажем, стресови кои што политички тоа поминува со тоа што Груевски ќе одржи некаква смотана пресконференција со некаква приказка ќе ни ја раскаже и Чапков ќе да изјава. Ќе си има за тоа се истрага. Кога ќе дојде време. Ајде, вие сте новинар. Владините реклами беа една од клучните препреки кои се ставени сега на маса на власта и дел од собствениците или главните уредници протестира јавно, обвинувајќи го ЗНМ дека новинарите немаат право да говорат и воопшто го покренуваат оваа дебата, владините реклами да бидат извадени воопшто, односно парите бидат тргнати од буџетот. Видите, што е право, ЗНМ одамна веќе со години бара да се престане со рекламирање и тој напор ЗНМ го прави и мислам дека во крајна линија подготви терен во јавноста да тоа биде легитимна тема за која ќе се разговара. Од друга страна, директно да ви кажам, видите, во овој од ноќеска натаму, мислам дека господата собственици на Канал 5 и на Сител, како се викаат овој Дзинго Мали и овој другиот, како се викаат? Борис Стојменов, Емил Стојменов, ќе морат сериозно да размислат за својата иднина на медиумскиот простор на Македонија во однос на тоа како ќе се однесуваат во месеците што доаѓаат. И мислам дека тие ќе имаат сериозни аргументи да седнат да размислат. Затоа што мислам дека од резултатот на тоа размислување ќе им се одреди нивната судбина во демократска Македонија, која што ќе следува после април 2016 година, бидејќи во април режимот на Груевски ќе падне. Тоа ако не се согласувате со Груевски како вели, повторно ќе победиме, обраќајќи се на јавноста во јутро. Груевски може да мисли што сака, тој е outgoing. Дури може некој друг, може би тоа е мојата теорија, дека некој друг во име на ВМРО ДПМН ќе излезе на тие избори, не е исклучено направи добар резултат. ВМРО ДПМН е голема партија, она си има своји поддржувачи, ништо тоа не е спорно, но мислам дека Груевски реално не може да преживее изборна фер трка. И таа изборна трка не е само на денот кога се случуваат изборите, туку на месеците, периодите кои што следуваат пред нас до самите избори. Благодарам што бевте. Благодарам и на вас.